Го следите саботното издание на регионалните вести. 50% од новиот водоснабдителен систем за Тетово е изграден, соопштија тетовската градоначалничка Теута Арифи и министерот за животна средина по увидот како се одвиваат градежните работи на терен. Сметаат дека до крајот на годината ќе дотечат нови количини вода во градската водоводна мрежа. Тетовската локална самоуправа и Министерството за животна средина со оптимистичка најава дека до крајот на годината ќе се заврши изградбата на новиот водоснабдителен систем за градот Тетово. Поставени се половина од вкупно 8 километри цевковод, со што ќе се носи вода од шарпланинските реки. Па денеска имаме редовна контрола, редовен увид на лице место како се одвиваат работите околу водоснабдителниот систем за градот Тетово, како што веќе и информиравме дека минатата година според акциониот план тоа што беше предвидено е и завршено. Ова година градежните работи започна малку подоцна поради времето од климатските услови, така што сега во овој увид што заеднички го правиме, гледаме дека се интензивирани работите и се очекува овој проект да се завршува начелно пред договорениот рок, а договорениот рок е до 15 декември, така што ние се надеваме дека цевките и полагањето на цевките ќе биде завршено до крај на месец септември. Така што сега со овој увид гледаме дека се околу 50% од предвидените работи завршени, така што не очекува уште 50% од тие работи да се завршат. Меѓутоа, гледајќи трасата, најтешкиот дел веќе е завршен, така што се надеваме дека и временските услови ќе ни овозможуваат да се овој проект заврши така како што и кажа. Дали тоа значи дека до крајот на годинава ќе биде готов целиот систем или поставувањето на цевките? Па начелно, ако се поставуваат цевките, тие ќе се приклучат кон системот, така што до крајот на годината ние веќе ќе имаме тие води што се предвидени со проект ќе бидат на мрежата на градот Тетово. Со новиот систем се обезбедуваат дополнителни 200 литри вода во секунда за градската мрежа. Тоа што е многу битно е дека минатата година се работеше според планот и беа повлечени сите средства и тоа што е стратешки важно и битно е да се користат овие месеци за да се заврши проектот како што е предвиден, а со ова динамика со која се одвива нема никаква причина да имаме сомневање во тоа. За нас како општина нормално е многу битно да ова децениско прашање да биде завршено, имајќи го предвид фактот дека тоа е битно за граѓаните. Предвидено е да се изгради пречистителна станица. Според нашите проекции, ние исто така ја завршивме целата документација заедно со дозвола за градење и систематизација, што веќе ги предадовме до Министерството за транспорт и врски, за пречистителната станица да ја направиме со кредит од Европската банка за развој. Значи сме во програмата и за да се затвори целата финансова конструкција, таму општината додава уште 500.000 евра од својот буџет за да се затвори финансиската конструкција и за пречистителната станица. Значи и таму паралелно ние одиме со динамика без разлика на овој проектот тука. Кога се очекува да се почне изградба? Значи таму ќе треба да се оди во процес на објавување од страна на Министерство за транспорт и врски, а после тоа одмак ќе се почне на работа. Тоа веќе е друг терен, полесен терен, не е како овој терен овде. Средствата за изградба на цевководот се обезбедени од државниот буџет. За свадбените свечености на тетовци нема криза и кога е економска криза, особено во летните месеци кога се склучуваат и најголемиот број бракови. Впечатлива е појавата на свадби со голем број гости, со огномети и трубачи. И покрај верувањето дека економската криза ќе принуди голем број парови кои планираат стапување во брак да штедат на организирањето свадбена свеченост, кај тетовци не е така, особено во летните месеци кога се склучуваат и неголемиот број бракови, впечатливо организирање на гламурозни свадби со голем број гости. Обично, почнуваат со пролетта, речеме крајот на април, мај, и траат до есента,
Меѓутоа, како шпиц да го земеме, тоа е во летниот период, кога доаѓаат и нашите селеници од странство, нормално, секој сака свадбата да му биде со роднините и со пријателите. И така да кажеме дека шпицот е тогаш. А меѓутоа и преку целата година има свадби, меѓутоа тоа е шпицот. Па ние, значи, како ресторан Принц се трудиме да им удоволиме, значи, да ги задоволиме барањата на младоженците во секој поглед, со разноразни, значи, попусти, меѓутоа цените се нема покачување, за разлика од метите години, се движат исто и покрај останатите покачувања на репроматериалите, суровините. Значи цените се исти, попусти има, зависат од типот на менито. Неколку видови на мени, значи има мени за секој вид на джеп. Од тетовскиот ресторан Принц ни изјавија дека годинава забележуваат зголемување на бројот на свадбите во споредба со минатите години. Најголемиот број од свадбените свечености се со просечен број на поканети гости, но има и такви што имаат и по 400 и повеќе гости. Конкретно во ресторан Принц, кој е ресторан со 20 годишна традиција, свадбите се движат од 200 до 400 лица, меѓутоа има и во некои случаи, во зависност од фамилиите оние кои прават свадби, има и големи свадби до 500 лица. Така да во просек се движат од 200 до 400. Да кажам дека има постои еден тренд, од година во година се зголемуваат свадбите, што нас особено ни е драго. За разлика од минатата година, оваа година имаме значително поголем број на свадби и од претходните години, така да земено, значи, има тренд на зголемување на свадбите во обем. Последниве години како помодарство е свадбената свеченост да се збогати со трубачи, танчерки или огномет. Сепак овие специфични детали зависат од желбите на младите и од длабочината на джебот, но се уште има и традиционални свадби без многу гламур и помпезност. Нормално, значи секој сака свадбата да му биде, пошто тоа е најубав ден, ден од животот на секој, на сите млади. Има, значи, младоженците имаат желби за украсување, специфични барања, значи тоа си прават, си ангажираат луѓе по нивни вкус да го тоа украсат, наместат. Што се однесува до делот на танчерки и труби, и тоа има, значи, меѓутоа тоа и дел спаѓа во делот на изненадувања, кои го организираат нивни пријатели, кумовите, старосватите, така да и тоа има и се збогатува нормално свадбата со сите тие работи. Граѓаните сметаат дека од секогаш на свадби не се штедело и дека и денес тој што има троши многу. Кој како е раклија, кој како има, нема веза економска криза, за свадбата си е свадба, да. Кој како има могуćност да ќе прави. Тоа е се. Па сега скоро помалу е. Нема многу разлика. Помалу е малку. А однос на парите, што мислите, трошат повеќе сега или гледаат помалку да потрошат? Па нема народот паре, што да правиш. Тие што има се моментално од пензионерите, малку се крпа младите, помагамо што може и тоа се, што друго да правиме. Тоа помалу мислам дека се прави. Барем од црква. Не иде, може по кафане право, црква не иде. На венчавка не иде. Тоа знам пошто тука сум. За друго не се. А кој како има? Да, нема, кој прави, кој не вреди бъде. Посе изгледа на традицијата да се троши колку што се има изгора на тоа да се задолжува за организирање богата свадба, не може да и се спротистави ниту економската криза. Од друга страна, доаѓањето на печалбарите во Тетовско, кои се подготвени да фрлат некој денар повеќе, ги охрабрува тетовци да се впуштат во потрошувачка треска за организирање на поскапа свадбена свеченост. Во секој случај, нека им е со среќа на сите младенци. Попова шапка нуди одлични можности за одмор и рекреација, но сепак природните предели не се доволно посетени од туристите. Тие бараат вложување во инфраструктурата. Од центарот пак велат дека прават напори во периодот што следи да донесат туристи од Балканот и Европа. Шумски овошја, билки за чаеви, чист воздух и значително пониски температури. Ова се причините и во топлите летни месеци зимско-рекреативниот центар Попова шапка да биде привлечен за посетители и туристи. 1000 пати има поголема предност да дојде овде да седи, да летува, отколку да биде во Тетово. Долу е, например, температурата 30, 35 или 40 степени, овде е 25 степени.
И температурата е толку убава овдека, што е невозможно да не дојдеш, а да не се одмараш. Мора да избегаш од тие вручине, за да се спасиш, да дојдеш овде на нешто природно, убаво и да собереш боровници, боровинки, да си собереш јаготки, што тоа поубаво. На воздух, на седење и така да нешто да се собере за чај, вреде чиста тревата, за чај е убаво. Пат сум на ова место летно време и воодушевена сум, значи од се и од природата и од воздух се не привлекува. Што е привлечно, само што се симнавме од автобус, почувствувавме воздух, како што е привлечно. Тоа е преубаво нешто, што ние, за разлика од Скопје овдека, нешто одма воздухот си го почувствувавме сосема, поинаку се диши, поинаку се гледа какво е небото, прозирно, без частичка прашина, без ништо, што е тоа убавина природа. Чистота. Немам зборови, чист воздух, ја дојдеш да уживаш. Добро, да, има тие, речите го, мајчина душица, има едно друго. И поќе да излезеш на воздухот. Раководството на центарот вели дека освен за дневни излети, по повеќе дена престојуваат планинари кои одат да ги освојуваат врвовите на Шарпланина, како и посетители кои на Попова шапка учествуваат на семинари и обуки. Најмногу доаѓаат луѓе од поранешните југословенски републики, но и од државите на Европската унија. Сега задниот време, задни 15 дена имаме гости од бивша Југославија, имаше качување на Тито врв, имаме сега наговестување од Словенија една група, имаме од Босна, сега на мејл добивме од Германија, така се надаме дека овој период ќе биде добар. Изминатиот период со поставување на асфалт беа санирани и оштетените патишта низ центарот. За 10,7% намален е бројот на умрени лица од насилна смрт во 2014 година, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Според полот, најголем дел од починатите се мажи. Бројот на умрени лица од насилна смрт во Република Македонија во 2014 година е намален за 10,7% во однос на претходната година и изнесува 493 умрени лица, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Умрените од насилна смрт во вкупниот морталитет учествуваат со 2,5%. Во структурата на умрените од насилна смрт според полот и во 2014 година, како и во претходните години, повеќе се мажи или 74,6%. Од вкупниот број случаи на насилна смрт, најголемо учество имаат несречните случаи со 63,1%, самоубиствата со 29,8% и убиствата со 7,1%. Во категоријата несречни случаи најголемо учество имаат умрените лица од други надворешни причини за случај на повреда со 26,2%. Во категоријата самоубиства на прво место се случаите кај кои што смртта настапила поради бесење со 15%. Што се однесува до самоубиствата, податоците на Државниот завод за статистика укажуваат дека самоубиците по својот живот посегнувале и со труење со тврди и течни супстанци, со гасови, со самозастрелување со оружје, со давење или потопување, со скокање од височина, со скок или легнување пред објект во движење и слично. Во категоријата убиства најголемо учество се случаите од убит за нанесување на телесна повреда со истрел, од друго и од неозначено огнено оружје, или 3,2% во однос на вкупниот број на случаи од насилна смрт. Во периодот од 1994 до 2014 година, бројот на умрени лица од насилна смрт бил најголем во 1999 година, кога се регистрирани 761 лице, а најмал минатата година 493. За несречните случаи најфатална била 1999 година, тогаш се регистрирани 542 жртви на несречни случаи. За самоубиствата пак 2004 година со регистрирани 179 одземања на животот. 2001 година е на врвот од листата по жртви на убиства со регистрирани 131 убиено лице, додека најмалку убиени лица според Државниот завод за статистика се регистрирани во 2013 вкупно 18.
Средношколскиот пленум најави дека ќе продолжи со активностите во наредниот период за изменување на постојниот модел на екстерното тестирање. Представници од пленумот за Дојче Веле велат дека засилени активности ќе има поточно од септември на стартот на новата учебна година. Барањето на средношколскиот пленум беше екстерното тестирање да се стави во мирување оваа година и оценките на матурантите кои го полагаа во јануари да не влезат во свидетелствата. Еден од нивните предлози беше и да се оди со словенечкиот метод на тестирање, со кој тестирањето се спроведува по анонимен пат со статистичка цел, без при тоа оценките да влегуваат во просекот. Ова барање не беше прифатено од Министерството за образование. Екстерното тестирање годинава помина со голем број содржински и технички грешки, за што реагираа родителите, но и експертската јавност. Во првите 6 месеци од оваа година биле препишани 28.219 упати од здравствени установи во земјава кон скопските клиники и градската болница 8 септември. Поради ваквата состојба, Министерството за здравство ќе започне со нова политика за зајакнување на капацитетите на повеќе различни специјалности во општите и клиничките болници, со цел да се редуцираат упатите за Скопје. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска информираше дека најпрво ќе се започне со клиниката во Штип, која се грижи за повеќе од 250.000 граѓани кои живеат во овој регион, а потоа и со останатите клиники во Битола и Тетово, па ќе се продолжи и со 12 општи болници. Во друмско разбојништво што синоќа се случило кај градот Дукаџин на северот на Албанија, убиени и ограбени се двајца чешки туристи. Тие кампувале во селото Прекалка и Дукаџини, каде што имало и други чешки туристи кампери. Тие синоќа околу 20 часот и 30 минути веднаш по излезот од селото на патот кој води кон Скадар биле пречекани со покотници од автоматски пушки, калашников и биле усмртени на самото место. Откако ги ограбиле, разбојниците возилото заедно со нивните тела го турнале во бездна, со цел да наликува на сообраќајна несреќа. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис изјави дека тоа што кредиторите и го прават на неговата земја е тероризам. Тој во интервју за шпанскиот весник Мундо ги обвини кредиторите дека сакале да ги понижат грците, кои утре на референдум треба да се произнесат во однос на последните предлози на кредиторите за реформи. Според него, какви и да бидат резултатите од референдумот, банките ќе ги отворат вратите и ќе има договор со кредиторите. Во експлозија на џамија во сириската покрајина Идлиб загинале најмалку 25 припадници на фронтот Нусра, кој е поврзан со Ал-Каеда. Нападот се случил во градот Ариха, кога припадниците на групата се собрале во џамијата по повод Ифтар, оброк со кој се прекинува постот за време на светиот месец за празникот Рамазан. Се уште никој не презема одговорност за нападот, но поддржувачите на фронтот ги обвинија милитантите на Исламската држава кои се борат со групата на неколку фронтови во Сирија. Крајбрежната стража во Турција на отворено море спаси дете кое со километри далеко отпатувало од брегот, откако родителите сватиле дека заборавиле да ја извадат од вода. Девојчето Мелда Илгин ја спасило тоа што била во гума. Родителите биле на плажа, а девојчето се капело во морето кога изненадно силни ветрови со голема брзина го оддувале девојчето далеко од брегот. Девојчето отпатувало спрема грчкиот остров Лесбос. Спасувачите веднаш реагирале, а по спасувањето повторно била вратена на родителите, додека останатите шокирани наблюдувале што се случува. Авионот Solar Impulse 2, кој се напојува од сончевите зраци, го собори светскиот рекорд на најдолг нон-стоп сололет. По 5-дневно патување од Јапонија преку Тихиот океан, тој слета на Хаваите. Solar Impulse 2 леташе без гориво. Наместо тоа тој користи 17.000 батерии со соларни ćelии сместени на крилата составени од карбонски влакна, а во текот на ноќта работи на складираната енергија. Преку ден лета на височина од 8.534 метри за да ги наполни батериите, а преку ноќ се спушта на 3.280 метри за да ја минимизира потрошувачката на енергија. Боршбек и копилотот Бертранд Пикард наизменично летаат со авионот на патувањето околу светот по полетувањето од Абу Даби во март. По Хаваи тие ќе се упатат кон Феникс Сат. Денес имавме сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 9 до 17, а дневните од 20 до 30 степени.
Утре не очекува сончево и топло време. Утринските температури ќе се движат од 9 до 19, а дневните од 20 до 32 степени. Тоа беше се во денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое што и овој пат не следевте. Пријатно!